И време е за најведрите содржини кои ги оставивме денеска. За крај од Битола ни допатува Борче Наумовски, познат меѓу народот како министерот, кој се подготвува за еден голем јубилеен концерт, 30 години од неговата кариера. Воедно ќе ни промовира денеска, ќе ни промовираме заеднички нов видеозапис. Борче, добро утро, добре ни дојде и честитки. Добро утро, добре ве најдов. Ви благодарам многу на поканата и да ги поздравиме сите гледачи секако денеска кои ќе одделат време ова утро да не гледаат. Прекрасно. Дали можеме да те послужиме, да те понудиме нешто, кафенце, чај? Веќе ме послужија, значи супер е. Ние сме домаќинска куќа, уште на скали, нели? Од секоја сте биле, да, од секоја сте биле, да. Ти благодарам. Со повод денес присутен во утринската на Алфа да најавиме нешто што ќе се случува на 22 јули. Да. Мојот најголем роден ден во мојата кариера, 30 години на постоење на естрада професионално, од 96-та далечната, која почнав по фестивали да се појавувам, во тоа време Тримери, Цветници, Валандово и така натаму. Со поканети мои музички гости, Миле Кузмановски, Татјана Стефановска, Маријан Коцев, Даниела Темелковска, Кате и Трајче Соната, Кут Илинден, Кут Гоце Делчев и така да очекуваме добар спектакл да му направиме на битолчани, да кажам, и да си го одбележам како што треба, мојот најголем роден ден. 30 години? Да. И Господ Златен, вака ќе кажам, само да ни врне. Да ни помогне времето. Еве, јас ќе се молам за тебе. Затоа што понеделнички, еве вака, јас сум обично позитивен човек и кога го пратам времето, ете многу пати кога одам на скијање или било како, да дај Господ да се смени прогнозата, има некоја прогноза дека можно е да врне на тој ден, само имаме план Б, ќе видиме. Секогаш имајте добра мисла и дождот е берикет, па можеби ќе биде некое магично расположение. Амин, така е. Чадори стави, нели нека си дојде тебе. За да не биде во затворен простор, нели во спортската сала, сепак поубав е шмекот како што рековме на отворено. Искрено, план Б е само тоа, значи најголем капацитет, освен на отворено Хераклеја и ракометното игралиште во Битола, е само спортската сала Боро Чурлевски. Да, меѓутоа ти сакаше токму во родниот град да го направиш концертот? Да, и да си одбележам, во родниот град. Да. Имаш досега 5 албуми издадено. Да. И сега денес ќе го испромовираме видеозаписот за Моја љубов, моја судбина, тоа на крајот денешниот разговор. Така. Да. Што е она што освен концертот и гостите и твојот труд ќе го видат на концертот, што уште нешто ќе се случува таму? Ќе промовираш нов албум? Ќе имам многу изненадувања, не сакам сите да ги откријам, ова е мојот најнов видеозапис, да кажам, од пеа на песната беше ланската година на Роса Фест, музика и аранжман на маестро Кирил Стојчевски, текст на Валентин Соклевски. И добро поминува сега засека, имаме многу отварања, не знамете колку сте информирани, за еден месец преку 100.000 отварања има и сум многу задоволен, да кажам, од овој видеозапис и очекувам доста од оваа песна и мислам дека така и овој најновиот мој албум, кој деновиве треба да излезе, така и ќе го насловам Моја љубов, моја судбина, 30 години на естрада, The Best of Me. Па и навистина е одличен и текстот и убав живот си почнал, верувам дека уживаш и во музиката, штом го работиш ова 30 години професионално. Така. Да. Малку поинаков стил, песнава е како, да кажам, поп-фолк, како балада, затоа што јас повеќе се представувам како фолкер, ама никогаш не сум заборавил забавната музика која ја негувам од дете и која сме тезгареле сегде, да кажам, по кафе-барови, по локали, по дискотеки и така натаму. Што ќе кажеш на моментот што немаме медиум што презентира народна музика, во смисла за радиостаница зборувам? Има, еве и во нашава телевизија има за народната песна, традицијата, имаме емисија.
Но вашите песни треба да живеат и на радијата. Имаше едно време само за народна музика, веќе е тоа затворено. Да, Радио Роса, многу ми е жал што што повеќе го нема, да кажам, во етер тоа радио. Го имаме македонско радио само колку што слушаме на прва програма. И тоа е тоа. Мислам дека повеќе треба да има, како што беше Роса, и дај Боже пак да ни се врати тоа радио и да имаме и други такви, за можат слушателите да ги слушаат повеќе нашите песни и да живеат. Принудени или на фестивали, или да одите на турнеи? Или фестивали, или турнеи, точно. И пак и малку се емисии, да кажам, на сите овие телевизии во Македонија што ги имаме, што можеме да покажеме што работиме. И така. А сепак работите за народот, создавате за народот, за публиката. Точно. И секаде и надвор од Македонија, каде што одиме на секаде ни светот, често одиме, јас често одам во Австралија, во Америка, низ Европа и сегде таа енергија и музика македонска ја пренесуваме во диаспората. И мислам дека и еден ден треба и други да учат од нас тоа што го пренесуваме, таа култура на секаде. И така да е подобро да не има што повеќе што се вика и во етер и со радија и со медиуми и така натаму. А што мислите, ги спомнавте младата генерација? На кој пат е младата генерација? Па стварно интересно е што мислам дека тука во Македонија, веќе тргнам од моите деца прво, кој како, но не сме многу интересни, искрено. Фолк музиката, генерално зборувам за цела естрада, затоа што не слушаат доволно, мислам, тука. А за разлика во странство, специјално во Австралија и во Европа, јас сум стварно зачуден, можам да кажам, колку децата млади се трудат или родителите нивни да ги носат по уметнички друштва, да се дружат, да учат македонска музика, да играат фолклор и така да има голем интерес во диаспората. И мислам дека повеќе не пратат во диаспората отколку тука во Македонија. Да, често знаете и како музичари да се налутите кога доаѓаат од соседството, пеачи на некои настани. А дали доволно ве цениме? Вака, значи јас никогаш не сум против да имаме однадвор од комшиите било кој да гостува било каде. Али секогаш велам дека ако има еден гостин, нека има плюс двајца или тројца од колегите или од колешките од нашата естрада, така да има некој баланс. А ако нормално тоа е веќе во бизнисот и тоа, мислам сите овие приватници што ги земаат големите звезди, да кажам, од ју просторите, веќе таа енергија му се пренесува и на младината и не да стануваме неинтересни, него во фокус се тие пак. А доколку не има и нас, да кажем, од македонската естрада, заедно со нив, пак нека бидат, јас не сум против никој од комшиите, пак ќе кажам, мислам дека ќе бидиме тука некаде и дека ќе бидиме добро ќе не пратат и нас. Така. Сузедан, имаш некоја музичка желба да го искористиме министерот за добар звук? Тој да отпее Борче вака спонтано, недоговорено од негова уста, мислам дека ќе им годи и на нашите гледачи, и на нас сите овде во студиото, бидејќи покрај содржините кои ги пласираме една убава песна, строфа, рефрен, секако дека ќе не погали. Па еве, нешто ќе отпеам од мојот најнов албум, Мерак по тебе, една, така да кажам, моја лично песна, музика и текст, и што мислам дека ќе допре до публиката. Доста е запамтлив рефренот и оди вака: Мерак по тебе ке ме изгоре, горам душо, да ја гасни ме. Мерак по тебе ке ме изгоре, горам душо, да ја гасни ме. Браво. И така натаму. Дали доминираат на твоите настапи твоите песни, кои веќе публиката ги препознава и ги пее? Да. Еве, Мерак по тебе, Леле каква жена, песна љубовна,
Ама пак ќе кажам, Сузана, во диаспората повеќе не пратат и повеќе ги знаат нашите песни. Добро, не реков дека тука не, ете по овие фамилиарни веселби, по свадби, веридби и така натаму, ама повеќе мислам дека во диаспората и ценети сме и повеќе ни ја слушаат нашата песна. Дали дека се носталгични, дека се далеку од тука, еве и јас бев иселеник и многу убаво знам на своја кожа што значи да живееш Многу долго живееше во Австралија. Да. 8 години. И јас секогаш велам, Битола мој роден крај, Сузете и ти си битолчанка. Значи не е исто да ја слушнеш во Скопје и во Битола, да, и или во па Австралија. надвор од Македонија. И чувството е поинакво многу. Зошто се врати од Австралија? Уште пред да заминам, таква ми беше намерата, значи да одам на некоја година, да не, еве децата сакав тука да ги пораснам и тука оваа култура да ја примат во Македонија, мали да ги донесам, затоа што ако пораснат таму веќе фаќат животот друга насока, други димензии, така да тешко е после да ги вратиш. И така направив, ја живеев 7,5 години во Австралија. И заедно со сопругата и со фамилијата се вративме 2009-та тука. Константно сум тука, ете да кажем, од 2009 година, али пак одаме ве често на турнеи. Лани бев 6 недели, пред 3 години исто бев Ама професионално. професионално, да, 6 недели. Али базата ми е во Битола. Така. И да ти остане тука во нашата убава Македонија, да имаш одличен концерт во 22 јули. 22 јули, не оваа среда, него наредната. среда, И пак ќе кажам, Господ Златен да ни помогни со времето, затоа што против временските услови, кога е биде нешто во ред. неотворено, Така не е. можеме да играме. Јас Така. стварно Ќе биде во ред, да. се надевам дека ќе биде Ти добро. благодарам што допатува од Битола, имај си убав пат назад.